Нема притвор за 52-годишниот професор кој беше приведен по пријава на 18-годишна ученичка за принудување на полов однос. Според потврдени информации на телевизија 24, се работи за професорот Сокол Цварку, кој предавал вајарство во средното уметничко училиште Лазар Личеновски во Скопје. Тој доби мерки за предпазливост. Одземен му е пасошот, има забрана за приближување до девојчето, како и забрана за извршување на работни обврски. На лицето определени му се мерки за предпазливост, одземање на патна исправа, забрана за приближување на неколку лица и забрана за извршување на работните задачи. Дел од засегнатите во овој скандал за телевизија 24 потврдуваат дека веднаш по пријавата на девојчето на информативен разговор во полиција биле повикани и поранешни ученички за кои постојат индиции дека биле вознемирувани. Од МВР не ја демантираа информацијата. Во врска со лицето за кое прашувате ви известуваме дека со оглед на тоа што случајот е во предистражна постапка, во моментов не сме во можност да споделуваме дополнителни информации. По целосно завршување на постапката ќе бидете соодветно информирани. Телевизија 24 денеска беше во средното училиште. Во разговор дел од учениците, кои поради возраста сакаа да останат анонимни, велат дека сведочеле на непристојни коментари за време на наставата. Даваше секогаш чудни коментари на ученички. Знам случај од претходните генерации што пријавувале дека професорот ги вознемирувал. Директорот на средното училиште Димитар Филиповски во изјава за телевизија 24 рече дека случајот со 18-годишната ученичка најпрво бил пријавен кај него, а веднаш потоа била известена полицијата. Значи ученичките прв пат дојдоа кај мене во канцеларија за време на нивното школување, тие се сега 4-та година и го пријавија настанот. Значи веќе изјави, веќе кажав дека откако го пријавија веднаш од страна на училиштето е поднесено, пријавено во МВР и професорот е суспендиран и покрената е дисциплинска постапка. За колку ученички станува збор? Па, видете, не можам да ви кажувам детали, значи МВР случајот го предаде понатаму. Според пријавата до МВР, вознемирувањето од страна на професорот кон ученичката траело од крајот на февруари до почеток на март.